civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кога ќе се спомене зборот дискриминација, тоа засегнува огромен број на луѓе на секаде во светот, па така и во нашето општество. И особено во постапките и процедурите на вработувањето, било да е тоа во приватниот или во јавниот сектор, тоа е состојба која многу често предизвикува долгорочни последици по животот на граѓанките и граѓаните. Тоа е нешто што многу често е појава, речиси секојдневна би рекле, меѓутоа е појава за која многу поретко се разговара во јавноста, многу помалку институциите и многу поретко институциите реагираат токму на тоа што се однесува на дискриминацијата во процедурите, во постапките на вработувањето. Дискриминацијата може да биде позитивна, исто така, но честопати токму таа позитивна дискриминација може да се претвори во политичка алатка, алатка за пазарење или пак алатка за злоупотреба на правата и слободите на граѓанките и граѓаните, кои наместо да добијат позитивна дискриминација, односно подобри позиции во одредени процеси, нека биде тоа и вработувањето, всушност стануваат жртви, односно клиенти во тие институции каде што или пак фирми, компании каде што тие се вработуваат. Деновиве тоа е една многу актуелна тема, особено по најавите за субвенционирање на приватните фирми кои ќе се приклучат кон градењето на едно општество за сите. Тоа предизвика одредени реакции, позитивни, меѓутоа и негативни, но сепак изостана една повидлива дебата. Заради тоа Цивил доаѓа во оваа сфера, во оваа дебата и во јавноста и покани неколку луѓе кои ќе ги представи мојот колега Дехран Муратов од Цивил, кои денеска во следните час и половина ќе дебатираат на оваа тема. Се разбира, Цивил има и препораки кои се однесуваат на оваа тема, која заедно со заклучоците кои ќе произлезат од нашите драги гостинки и гости, ќе достави и документ до јавноста, а секако доколку има потреба, тоа ќе го доставиме и до институциите. Им благодарам на сите што дојдоа, го препуштам микрофонот на мојот колега Дехран и ви посакувам пријатна работа и добра дебата. Фала, Џабир. Добар ден и од мене, како што кажа Џабир, јас сум Дехран Муратов. Денес ќе ја модерирам панел дискусијата насловена дискриминација и вработување во јавниот и приватниот сектор. Денеска со нас е професорката Мирјана Најчевска, која што е позната активистка и за човекови права и слободи. Со нас е новинарот Рамуш Муарем, познат како Цирко. Со нас е исто така и Лиса Баута Шакири, која што имаше една преписка или одговор на прозивките на Артан Груби за субвенционирање на лица албанци во приватниот сектор. Со нас е исто така и Висар Адеми, економски аналитичар и експерт. И со нас е посакувам добро дојде, и Јована Тренчевска од МТСП, која што се одзва на поканата да говори на ова тема. Па токму би почнале со госпоѓата Тренчевска, која што е исто така и една од креаторите на Законот за заштита од дискриминација. Па би сакале да слушнеме кое е вашето мислење во однос на тоа на прозивките во јавниот и приватниот сектор, односно приватниот сектор да се вработуваат лица кои што предзнак нема да биде квалификацијата и нивното познавање, туку прво би требало да биде нивната етничка припадност, па потоа се останато. Ви благодарам на поканата.
да бидам дел од оваа панел дискусија која што зборува за едно многу чувствително прашање, тоа е прашањето на дискриминација. И како представник на Министерството за труд и социјална политика, кое е надлежно министерство за креирање на политиките од областа на еднаквите можности и недискриминација, би сакала да дадам осврт на тоа што е вклучено во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Знаеме дека во минатото, во изминатиот период, одлуката на Уставниот суд да се укине Законот за спречување и заштита од дискриминација предизвика бурни реакции, па дури и емоции, не само кај професионалците и активистите кои што се баваат со ова прашање, туку и кај граѓаните, затоа што прашањето кое што го третира овој закон се рефлектира доста во секојдневното живење на граѓаните и во остварувањето, пристапот до остварувањето на основните човекови права и слободи. Од тој аспект сакам да кажам дека живееме во време во кое што главна опција и главна насоченост треба да ни биде градењето на една социјална, демократска, праведна, современа држава, општество во кое што почитувањето на човековите права, еднаквоста и недискриминацијата треба да биде темелна вредност. Поаѓајќи од тука, во моментот, во државата немаме една заокружена законска регулатива, која што ќе биде посветена на дискриминацијата и еднаквите можности, и затоа во програмата на владата 2020-2024 година еден висок приоритет беше токму донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тој приоритет е веќе реализиран. На една од првите седници на владата беше разгледуван предлог текстот на Законот за спречување и заштита од дискриминација и истиот е веќе во собраниска постапка. На 5 октомври е закажана Комисијата за европски прашања, каде што ќе биде разгледувана текстот по предлог законот, а веќе на следниот ден, на 6 октомври, е првото читање на собраниска седница. Зошто е важно да го имаме овој закон и што е она што овој закон го регулира во односи на прашањето на ова дебата за која што денес сме овде присутни. Законот за спречување и заштита од дискриминација ги вклучува сите европски меѓународни инструменти и стандарди во однос на почитувањето на човековите права и слободи, односно во однос на еднаквоста и недискриминацијата. Предлог законот беше позитивно оценет од Венецијанската комисија, од Советот на Европа, од Европската комисија, дека е еден европски современ закон и со тоа ми дава право да кажам дека со неговото усвојување од страна на собранието навистина ќе имаме една подобрена, ефективна заштита на дискриминацијата по било кој основ кој што е вклучен во одредбите од законот. Законот ќе се применува и во приватната и во јавната сфера и експлицитно во одредбите од законот се наведени областите каде што не sme да има дискриминација, меѓу кои една од експлицитно наведените области е токму и работата и работните односи. Во однос на она што нема да се смета за дискриминација, односно популарно на познатите исклучоци од дискриминација или мерките кои што не се сметат, исто така се експлицитно наведени, што е она што во јавниот и приватниот сектор како мерка, како закон, како правило ќе биде донесено, нема да се смета за дискриминација, тоа се таа позитивната дискриминација. Меѓутоа, експлицитно е наведено што е тоа и на кој начин. Може ли да знаеме за кои мерки се работи, зашто нема да се смета за дискриминација? Секако. Да, законот, текстот кој што е во собраниска процедура, предвидува кои мерки нема да се сметаат за дискриминација, а тоа се нема да се смета за дискриминација мерките и действијата што се превземаат со единствена цел да се отстрани нееднаквото уживање на човековите права и слободи, се додека не се постигне ефективна
односно фактичка еднаквост на лице или група, ако разликувањето е оправдано и објективно, и ако средствата за постигнување на таа цел се пропорционално, односно се соодветни и неопходни. Такви се различни од третман на лица кои што не се државјани на Република Северна Македонија, во врска со уживањето на правата и слободите утврдени во Уставот на Република Северна Македонија, во законите и сите оние меѓународни конвенции и договори кои што собранието ги има ратификувано, а кои непосредно произлегуваат, значи, од државјанството на Република Северна Македонија. Исто така за мерка која што нема да се смета за дискриминација е различниот третман на лица или врз некоја од основите кои што се вклучени во законот, поради природата на занимањето или активноста или поради условите во кои се одвива тоа занимање, а кое представува суштествена, односно суштинско и одлучувачко барање. Целта во тој случај треба да е легитимна, а условот да не го пречекорува потребното ниво на негова реализација. Тоа се мерките кои што се дел од законот кој ги предвидува и дел од мерките кои што се однесуваат на квотите за еднаква застапеност на жените и мажите кои што се вклучени во изборниот законник. Тоа е она мерка која што не би представувала дискриминација. И за да можеме да ги воведеме тие мерки, тоа се привремени мерки, значи се додека дел од нив се привремени, се додека одредена историска неправда која што е нанесена, како што е примерот со жените и мажите во изборниот законник, се додека не се постигне еднаква застапеност, значи имаат ограничено време на траење и од кое ќе биде воспоставена таа еднаква застапеност, мерките треба да бидат укинати, воспротивно, истите би биле дискриминација. Ви благодарам многу, ќе имаме простор и за други прашања и дебата. Јас би се навратил на професорката Најчевска, која што е госпојата Тренчевска истакна дека актуелната власт на 6 октомври би требало да го разгледа Законот за заштита од дискриминација. Останува прашање зошто истата, пошто истата гарнитура беше и во претходните 3 години кога се носеше овој закон, поради икс причини не се изгласа 2 пати истиот закон и падна на Уставниот суд. Дали тоа на некого му одговараше да не се изгласа Законот за заштита од дискриминација, па повторно се актуализира. И вие во изминатиот период бевте активна на социјалните мрежи преку вашите колумни за истакнувањето на вице-премиерот за Артан Груби, потоа и Касами, каде што најавија дека треба да има во приватниот сектор застапени повеќе албанци и помали етнички заедници, а Касами дури најави дека и приватните сектори треба да имаат и двојазичност. Па би сакале да го слушнеме вашиот став во однос на тоа прашање. Благодарам многу. Значи, прво и во однос на поништувањето, тоест укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, јас многу јасно го искажав незадоволството од работата на Уставниот суд, за кој што мислам дека сосема неоправдано и со многу погрешно читање на Уставот и на законите го направи ово укинување. И навистина би било само спекулација зашто тоа го направил и кој добил од тоа. Меѓутоа, според мене, фактот дека ја доведоа државата во ситуација да има еден вакуум во кој што немаше законска регулатива со која што граѓаните би се штителе од дискриминација и тоа е недозволиво после толку години на борба за донесување на овој закон и после толку години на постоење на ваква законска регулатива. Инаку што се однесува до ова прашање, јас навистина во моментов дури не би зборела за дискриминацијата,
која што е многу јасна и која што вика не треба да има различен третман заради одредена карактеристика на луѓето, меѓу кои што е и етничката припадност и посебно кога станува збор за вработување во приватниот сектор, тој кој што вработува, доколку постои сомнение дека вработил некого, му дал предност заради тоа што припаѓа на одредена етничка заедница, не на друга и слично, треба да докаже дека го вработил тој човек не заради неговата етничка припадност, туку заради тоа што ги има соодветните квалитети, вештини, знаење и искуство кои што се потребни за тоа работно место за кое што и го вработил. Значи, според мене, едно вакво решение би било и дискриминирачко. Не можеме да збориме во случајов за афирмативна акција. Јас го избегнувам зборот позитивна дискриминација, бидејќи тој во себе содржи некаков вид на абсурд, туку го преферирам зборот афирмативна, тоа е изразот афирмативна акција, кога се дава свесно предност на одредена категорија луѓе, кога станува збор за дискриминацијата. Сметам дека постои обид за нарушување дури на системот на слободна економија и дестимулација на надпреварот за квалитет. Јас би сакала да зборувам за елементите на нарушување на демократскиот систем и демократските принципи кои што би ги имале со донесувањето на една ваква мерка. Значи, прво, нашиот систем се базира на правата и слободите на индивидуата. На ваков начин ние ги внесуваме колективитетите како структура која што е над индивидуата, односно го негираме граѓанскиот принцип и влегуваме во еден систем кој што беше карактеристичен за едно друго поранешно политичко уредување. На ваков начин ги принудуваме луѓето да се искажат како дел од одреден колективитет, затоа што ако не припаѓаат кон одреден колективитет, не може да ги влечат бенефициите кои што се поврзани токму и само со припаѓањето на тој колективитет. Второ, ова е спротивно на конвенцијата, на рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, која што е ратификувана од нашата држава, од Република Северна Македонија. Во оваа конвенција има една многу интересна одредба. Вика, секој припадник на одредена етничка заедница може во било кој момент да се откаже од припадноста на таа заедница и за тоа да не трпи негативни последици било од заедницата од која што излегува, било од заедницата кон која што сака или има намера да се приклучи. Во случајов, доколку некој не сака да биде препознаен како припадник на одредена етничка заедница, ќе трпи негативни последици. И ја лично мислам дека Република Северна Македонија ќе се најде на тапет заради непочитување на оваа конвенција. Она што исто така ми пречи во сета оваа работа и кое што е директно поврзано со отсуството на демократијата во нашата држава е отсуството на расправа за оваа проблематика. Значи, повторно имаме нешто кое што се наметнува од озгора. Немало расправи, немало разговори, немало јасни насоки кои што би доаѓале како потреба која што доаѓа од самите граѓани за воведување на ваква мерка, меѓутоа некому горе во власта му текнало дека треба такво нешто да направи и од најразлични причини, а според мене тоа е најпрост партиски клиентелизам кој што се обидуваат партиите да го создадат, одеднаш наметнува една ваква мерка и тоа врз основа на паушални тврдења. Имено, нема анализи, нема статистички податоци, нема бројки
од кој што нема фактички некој конгломерат од податоци кој што би ни укажал дека има проблем со вработувањето на различни етнички заедници во приватниот сектор, дека има помалку приватни предпријатија кои што вработуваат или во кои што носител, раководител на предпријатието е припадник на одредена етничка заедница, па дури и тие каде што само вработени се луѓето од одредена етничка заедница. Значи немаме такви податоци. И врз основа на што ние би превземале мерки доколку немаме фактичка ситуација, фактичка анализа од која што би произлегло дека имаме проблем и сега државата треба да најде начин како да го адресира тој проблем. Господина Најчевска, било постои прашањето на господинот Адеми, како економски аналитичар, кој што професорката начна дека немаме статистика, немаме бројки како влијае тоа во општеството. Дали доколку вработувањата би биле по етнички клуч, би било подобро за една демократија и за економијата? Дали подобро би се развивало? Ако таква држава има дадено пример, успешен пример во јавниот сектор, тоа е да, ама ако ваква држава има за вработено луѓе кои што апсолутно даваат пример дека институциите немаат тој квалитет на услуги што треба да ги даваат, тогаш не мислам дека треба да биде локомотивата на целиот овој процес. Знаете што, затоа ја сакам многу економијата, пошто има невидлива рака на тоа што е понуда и побарувачка. Понудата го дава тој што е собственик на таа понуда, тоа е приватниот сектор. Они даваат критериуми врз база на кои што треба да се вработи еден човек. Мислам, ние сите сме генерација тука на луѓе кои што се вработува во странски организации само затоа што знаеше англиски. Замина тоа во глобална економија, во економија на знаење, економија на иновации, економија на социјални платформи, Google, Facebook, LinkedIn, на економија на мозок, не може да биде тоа компаративна предност, јазикот или припадноста. Ја не знам да го објаснам тоа на начин на закон за дискриминација, али во економија, каде што приватниот сектор покушава да наметне конкурентност врз база на човечкиот капитал, на капитал на иновации, тогаш вие не може да кажеш само затоа што еден човек знае македонски и албански, тоа е маст, више тоа не го ставаат по критериуми за вработување на еден кадар. Значи више никој не става дали знаеш локални јазици. Треба да, ако е тој некој човек што има IT, например, да знае да пишува во неколку јазици компјутерски, HTML, SQL и така натаму, става милион други работи, меки вештини, технички вештини, па на крај се претпоставува дека англискиот, албанскиот, македонскиот е, значи, како дадена автоматски форма, више никој не те вработувате врз база на некој знае. Знаете што, ние живееме во држава каде што Никола Груевски го регулира целиот приватен пазар. Например, он тогаш кажуваше дека ние ќе супротираме одреден сектор, одредена индустрија или одредени компании. Ние живе во мајндсетот на регулирање на пазарот. И затоа вакви идеи даваат они, затоа што толку многу е регулиран пазар во Македонија и толку многу зависи приватниот сектор од субвенции, од државна помош, што они мислат дека и преку политиката на вработувањето може да им наметнат вакви работи, вакви политики. Ја мислам дека тоа е погрешен став. Мислам дека таа политика на ВМРО времето на Груевски, не сега, треба целосно да се уништи, да се дерегулира пазарот, треба слободно да мисли. Еден предприемач, еден човек кој што сака да му биде пазарот цел свет или барем регионот, не може ти да му наметнеш кадри партиски дали знае одреден јазик. Тој треба сам да може да го бавам таа политика на вработување. Ама ако имате вие компании кои што сега, ево, да кажеме земјоделие или например градежништво кои што зависат од субвенциите на државата, тогаш и они трпат вакви инсинуации или вакви глупи идеи од луѓе кои што навистина немаат никогаш не работеле во приватен сектор, а камоли да направат политики.
Мене ми е многу жал за држава која што вика дека нашиот раст ќе биде врз база на човечкиот капитал, они барем така кажа, нели на почетокот на ова владење, рекоа дека нашиот раст ќе се базира на човечкиот капитал, даваат вакви глупи изјави. Мислам, тоа е многу смешна работа, затоа што ние ако сакаме да им помогнеме на компаниите, треба до сега да направиме институција или барем некој фонд за обука на компетенциите и вештините на тие луѓе. Ние сега моментално немаме странски инвестиции затоа што немаме компетентни луѓе. Не викаат они немаат луѓе за знаење локални јазици, викаат не произведувате, например, електроинженери или инженери по некоја друга струка. Немаме луѓе, ние цела Македонија да ја превртиш, таков кадар немаме. Имаме стапка на невработеност 30%, 25-26. Ние немаме луѓе. Како можеш да привлечеш странски инвестиции кога вие имате дефицит на одреден кадар? IT професионалци немаме. Сега дошло па јазикот. Мислам дека овие компетенции се многу поважни него што е јазикот. Мислам дека јас бе поише спремен за разговарам околу помошта што ја дава државата, ама добро и околу тоа прашање имам. Не, ја можам да кажам неколку работи, многу кратко за помошта која што дава државата за COVID, например. Позитивна работа е што, нели, као и сите други држави, ние сме тука близко во тие, они ги викаате emerging economies или економии во раст, кои што имаат базирано пропорционално од GDP, од брутно домашниот производ, има дадено помош. Али ја имам сега изјави на вице-премиерот Битичи, кој што вика дека свежи пари се инектирани 240 милиони, а премиерот вика 500 милиони. Тоа се 2% на Битичи и 5% или 4 до 5% на Зоран Заев. Кај е рестото на парите, ја не знам. Треба да дадат они изјава, например, зашто вице-премиерот вика дека 240 милиони евра се предвидени за помош, а премиерот Заев вика дека ќе бидат дадени 500 милиона. Има некој вид на некоординираност тука во... Се мисли на 5 и 7 Не, за овој. Вкупната помош вика ќе биде 500 милиона. Ако има 5, ама не, мислам дека со ова ќе биде завршено тој сет, што нели соодносот на помошта која што се инектира во економијата, во споредба на GDP во овие држави кои што се сиромашни е во сооднос со јавниот долг. Ако вие викате дека ќе даде малце поише, тогаш ќе порасне јавниот долг и вие нема да може да ги инектирате тие пари. Но тоа не ми е мојот фокус. Фокусот мој е дека како сите други држави, ова е импортиран модел од новите земји што го има дадени. Македонија нема некоја идеја, некоја иновација, се фокусира на 3 работи. Првото е да се купи макроекономската стабилност, тоест вработувањето на луѓето да нема отпуштање од работа, да се задржат каматите стапки фиксни или да бидат стабилни и да се подржат социјално загрозените категории на луѓе. И тоа што викаат они household incomes. Тука се овие 3 работи, државата нели се фокусира на овие 3 категории. Но прашањето мое кој што треба јас мислам дека и денеска тука ќе има дебата и со вице-премиерот, ама значи, вие треба да имате некоја дебата за да се видиме кој е соодносот на оваа макроекономска стабилност врз база на стабилноста на конкурентноста на компаниите. Ако вие му давате 25.000 денара на еден вработен и на една компанија кој што има намален приход 30%, тоа е исто како да му дадеш еден оброк во еден месец на еден бездомник. Што му помагаш? Ништо. 24.000 денара да му даеш една компанија која што изгубил милиони евра приход, или дека стотици илјади евра приход, тоа е ништо. Тоа е исто како да отвориш народна кујна за бездомници за еден месец и да му даеш еден оброк на ден бесплатно. Тоа се фокусираме да се купат овие, да се подржат овие социјално маргинализирани групи, но да се види и да се потикне конкурентноста на компаниите. Ние не збориме со банките да вклучиме инклузивен модел, да ги вика државата банки, да кажат доста више со овие милионски суми профити, дајте да субвенционираме, да кредитираме стартап компании на кому нема да му барате, например, хипотека во центарот на Скопје. Глупо е 21 век, ние уште бараме ипотека за стартап во центарот на Скопје. Ако јас имам хипотека во центар, имам стан во Скопје или некој земјиште, некој дуќан,
не може да се занимавам со стартап, ќе се занимава со дајем под кирија, под најам на таа работа. Треба да направиме гарантен фонд на компании, на држава која што ќе даде пари за да гарантира за овие компании кои ќе земаат финансиска помош од дали од грантови, дали од кредити и така натаму. Треба да се фокусираме на ова што реков Песка, обука на овие предприемачи. Овие луѓе сега бараат долгорочна помош. Треба да му се помогнем, пошто овие компании не работеле 6 месеци. Они изгубиле дел од нивните партнери, клиенти, пазари. Кој ќе му надомести тоа? Треба да направиме ние некоја дата база на странски пазари, на странски производи. Рековме Пешка дека живееме во тренд на економија на знаење. Ние треба да ова знаење да го преточиме во некој софтвер каде што ќе покажеме на нашите компании локални дека во странство се барат овие производи, овие партнери, овие добавувачи. Треба да им помогнеме на нив, затоа што они немаат пари да прават истражување на пазарот. Овие се 95% кај нас се мали и средни компании. Немаат пари да идат во Германија да истражуваат пазар. Тој гарантен фонд, истражување на пазарот, обуки, например, намалени стапки, ние уште имаме највисоки стапки во Македонија. Уште кај нас се рачуна помош ако вие не плаќате за 2-3 месеца некоја рата на извршители. Па тоа не е помош. Помош е да ти даде државата пари да можеш да рекуперираш и компензираш таа загуба што имаш. Мислам дека кај нас се гледаат работите краткорочни. Се купува некоја макроекономиска стабилност, краткорочно, но се губи видот или таа визија која што сакав да ја чујам денеска од државните институции за стабилноста на конкурентноста на компаниите. Што они мислат да помогнат на таа конкуренција? Ништо не можеш да му помогнеш на компанија ако му дадеш 3 месеца при донеси да му платиш на ден вработен, а таа компанија изгубил 100.000 евра затоа што нема више пазар. Тие луѓе така и така ќе бидат напуштени, треба да завршат на улица. Што правиме со нив? Кој ќе ги обучи тие? Кој ќе ги доквалификира? Ние имаме таква ситуација 91 година кога направи приватизација. Никој со тие луѓе кои што завршија на пазарот на труд од процесот на приватизација, никој со нив не се занимаваше. Затоа стана социјален трошок станаа се тие луѓе. Протестираа во Македонија 20 години. Никој со нив не се однесуваше правично, добро, да ги земе и да ги дообучи, да ги доквалификува за овие трендови што сега ги имаме во економија. Ние сега пак се вртиме во круг. Даваме, инектираме малце пари, 14.000 денара, 240 милиона евра кредит, како се вика, пакет, даваме малце, купуваме еден ден, 2 дена и после пак ништо не помагаме тоа што е систематска помош, долгорочна помош. Благодарам многу за интересна анализа која што за нас е можеби малце по луѓе кои што не се знаат, многу во економија, но вакако по-пластично некој ќе ни го објасни, можеби некој кој што се бави во државните институции ќе го слушнат се надевам ова и ќе размислат малце повеќе. Го прашал рано Флорен Цирко кога се работи во изминатиот период се времеше некако топката македонци и албанци, субвенционирање на албанци, субвенционирање на македонци и некако помалите етнички заедници како да не постоеа. Како е да се вработи еден ром? Најпластично пример, да си ром, а да мора да се вработиш во приватен сектор или па во јавниот сектор. Па најнапред да поздравам ова иницијатива на Цивил за ова панел дискусија. Се надевам дека ќе се отворат доста теми. Господинот Адеми отвори некои теми во кои нормално дека треба државата повеќе да размислува за нејзе во планот и стратегијата за вработување. Што се однесува до мене и моје лично мислење, припадник на една, да кажеме, позапоставена етничка заедница, можам слободно да го кажам тоа, затоа што до сега сите афирмативни мерки кои се земени со години наназад, децении веќе од осамосталување на Македонија, не викам дека не донел, но сепак да кажеме, многу се минимални резултатите од тој аспект. Сега ќе се прашаме во секторот вработување и дискриминација при вработувањето. Оваа афирмативна мерка, поточно предлогот за субвенционирање
на приватниот сектор од страна на, ете да кажеме, на, не знам, на Бектеши, на Артан Груби, што рекоа, напомена, поред мене издвојување по етничка припадност како единствен услов за добивање на субвенции, на вработување во приватниот сектор, не може да се смета, преска професорката Најчевска што напомена, како афирмативна акција. Тоа повеќе се коси со и Уставот на Република Македонија, да кажеме, со законот 55, врз таа баш дискриминација и прекршување на тој уставен закон од 55, што се види потикнување, нетрпеливост и раздор врз основа на етничка припадност. Тука одма се реагира. Знаеме дека сме мултикултурно општество и секоја ваков начин на донесување на предлог или закон за субвенционирање, одма се кршат копијата и од една и од друга страна, значи еден повеќе може да кажеме раздор ќе донесе него некоја економска или не знам друга каква стабилност. Што се однесува пак до ромската заедница, едноставно со години сме се занимаваме. Знаеме дека кај ромската заедница повеќе е присутна, ајде да кажам, она сива економија, затоа што самите гледаат дека нема шанси, минимални им се шансите за да влезат во некој работен однос, без разлика во јавниот или приватниот сектор, и затоа повеќе се базираат на таа сива економија, која е јасно дека државата прави напори и да се елиминира таа сива економија, од причина што државниот буџет требало да се пуни, со таков бизнис нема да се полни државниот буџет, а они се принудени затоа што едноставно немаат пристап до тоа вработување. Тоа е за приватниот сектор, да кажам, или доколку ги има и во приватниот сектор, се знае дека се тие некои функции или степен на вработување се од понискиот ешалон, да речеме обични квалификациони работници, и во некој повисок степен на вработување, во некои раководни позиции во приватниот сектор, сакам да кажам, дека нема шанси, или скоро не ни знам дали има такви вработување од страна на ромската етничка заедница. Што се однесува пак до јавниот, мислам до јавната администрација или до администрацијата на државата, тука е веќе пак, можам да кажам, тотално од тој аспект на ромска етничка заедница, нивното застапување, знаеме дека според последниот попис од 2002 2,6 е бројот на роми од севкупното население, или околу 56-7-8 илјади. Еве сега се зборува за до година да има попис, па ќе се види таа друга страна колку е вистинската бројка. Го знаеме проблемот со фантоми роми кои немаат па ни документи, па не се ни влезени во таа бројка. Сега да не играме со цифри и тие работи, џабе само. Во јавниот сектор со вработување и според ранковниот договор, ако сме 2,6, можеме да кажеме слободно дека застапеноста на ромите во јавниот сектор, во јавната администрација, пардон, тоа е повеќе не е ни приближно 1%. Ако ги земам пример, ќе кажам, судовите или судските органи во државата, нема вработено ниту еден ром во смисол на судија, заменик, обвинител, освен народниот правобранител, каде мислам, да, како заменик, да, е Васка Бајрамовска. Другите тие сектори, процентот е голема нула. Во тие... Дали нема професионален кадар? Апсолутно сега можеме да кажеме дека денеска, па нарочето со имплементација на ромската декада, која од 2005 до 2015 произлегува доста кадар, каде се мотивира ученици, студенти да студираат. Има доста завршени баш од тој аспект, од правниот аспект, во правда може да се најдат еден, да не се лажам, по правило потребно е, мислам дека околу 16 ромски судии треба да бидат поставени. Во 2017 наоѓам една информација дека само во основниот суд во Гостивар мислам дека има само еден ром.
беше, така, ако не се лажам. Се уште. Само еден. За кадар има кадар, но секогаш се знае, мислам, поентата, тука е кај нас тоа застапеноста по партиска линија, политичка линија. Мора да бидеш кадар на оваа или на онаа политичка опција, за да можеш да влезеш во игра, што се вели. Кај нас таа карта се игра веќе долго време, сами знаеме, нема ништо ново да кажам тука. Апсолутно. Што се однесува пак до од цифрите во другите сектори од јавната администрација, можам да напоменам, да речеме во МВР или во Министерството за внатрешни работи или во локалната самоуправа, процентот на вработени роми е 0,7. Во музеи, ги имаме полно музеи низ целата држава, 0,5. Тоа е од културата, да речем. Исто. Во средните, основните или високите образовни институции, вработеноста е во средното 0,2, во високото 0,3, во основното е 0,6, ама знаеме од кој аспект, затоа што имаме локална самоуправа и локални училишта каде има повеќе. Конкретно примерот може да го кажам, тој процент го дига општината Шуто-Ризари со вработување на 2 основни училишти, затоа и таму малку е тој процент 0,6 вработени роми. И она позитивна дискриминација или сегрегација може би на некој начин? Молам? Може би тоа на некој начин е таа позитивна дискриминација или сегрегација? Па сега позитивна дискриминација или сегрегација, во секој случај цифрите можам само да кажам дека бројките се катастрофални во однос на ромската етничка заедница. И затоа и овој момент на ова субвенционирање во смисол тој предлог што е, баш го напоменав и преска, сакав да кажам дека работната способност и капацитет не може да се утврдува според националноста. Значи, од него ако го бива да ја работи, не да биде некој репер која националност е, за да влезе, за да биде во конкуренција или во тој пазар на трудот. Така, ви благодарам многу. Со тоа мислам вие замолил господината Долта Шекири, која што во својата колумна наменета токму на ова прашање, токму тоа го вели. Не мора да биде националноста една од првите работи кои што треба да ги направи, да бидат приоритет за вработување. Но што правиме ако, например, во првото CV кога ќе се напише, се пишува името, презимето, година на раѓање и која етничка припадност. И, например, кога некој ќе го види тоа, прво ќе го гледа тоа етничката припадност, па може би ќе го разгледа CV-то твоите квалификации надоле, или тоа одма ќе одлучи дека, чекај, ова е од таа етничка заедница и ќе го стави тоа под тепих, или па често имаме огласи каде што вели треба да знае албански, македонски или па не знам друг јазик. Во тој случај дали имаме простор, например, ако јас како квалификуван од некоја етничка заедница, знам дека ме бива за таа, но работа на кога ќе видам во огласот дека пишува дека бара и да го знам јазикот на таа етничка заедница, но во тој случај не го знам, како што, например, Касами има изјавено дека многу албанци кои што имаат високо образование, завршија факултет и не го знаат македонскиот јазик. Како тој квалификуван албанец ќе конкурира, ќе се пријави на тој област каде што бара да знае македонски јазик? Знаете како, значи треба да направиме една разлика помеѓу што е критериум, познавање на дали е албански, македонски или англиски јазик е критериум кој што работодавецот, секојаш тука разговараме за приватниот сектор, работодавецот го наметнува како критериум. Ако се исполнуваат тие критериуми, можеш да се вработиш. Ако не се исполнуваат, ќе се најде друг кандидат кој што ги исполнува. И тука нема љутиш. Љутиш има кога гледа име, презиме, како што споменавте пред малку, и гледа етничка припадност и вика не го разгледувам CV-то понатака. Тука е дискриминацијата. Затоа што не дава шанса, барем CV-то да го прочита до крај. Што се однесува на познавањето и непознавањето на јазиците, јас сметам дека кандидатите кои што конкурираат за едно одредено работно време, треба да го задржат товарот и
истовремено тие да бидат носители на одлуката дали ќе научат еден јазик плюс за да бидат полесно продадени во пазарот на трудот, а не обратното кое што вика во секоја фирма да има зашто некој не знае македонски или не знае албански. Тоа е нивни личен проблем на тие што не ги знаат јазиците. Не смее во ниеден случај да оди на товар на фирмата или на фирмата може ако сака самиот собственик на фирмата, или во најлош можен случај да биде на товар на државата, затоа што ние сме вработиле кадар, меѓутоа кадарот не го знае јазикот. Мислам, тоа е ван памети. Сега, јас имам уште едно друго прашање, како е можно да не го знае јазикот? Како завршил основно, средно и високо образование во држава каде што ти сакал неќел, учиш јазик. Јас сум учела македонски јазик од прво оделение. До крај на моите студии. Да, но има училишта каде што, например... Не може да има програма која што... Не. Значи, има програма која што е усвоена од Министерството за образование, по која програма учат сите во Македонија, освен неколку приватни училишта, кои што, не знам, може би IB програмата или некоја друга програма усвоиле. Не е македонскиот јазик како францускиот. Па сега само во француско школо се учи. Јас сметам дека дискриминацијата тука не постои како етнички клуч. Туку етничката припадност се злоупотребува за популистички цели од страна на тие кои што доведуваат вакви мерки. Значи, ајде ние, ако тргнеме против дискриминација, ајде да го тргнеме партискиот клуч при вработување. Тоа многу поголем бенефит ќе има целата држава и економијата. Сега јас економист не сум, сигурно економистите знаат подобро. Меѓутоа, ако ние ја тргнеме партиската припадност и им дозволиме на луѓето да се пробуваат, знаете, јас ги слушам бројките на ромите. И сега размислувам зашто се толку малку бројките и ми текна дека можеби нема стручен кадар. И после го слушнав вашето прашање и на крај доаѓам во заклучок дека секако има, меѓутоа доколку нема стручен кадар. Како да има стручен кадар? Кој тргнува да се образува и да се развива интелектуално, ако знае дека, а знаат, значи ромите во Македонија знаат дека се дискриминирани од седење во кафана и бидување непожелни, па да не зборуваме за вработување во високи позиции. Значи, многу е повеќе е општествен проблемот отколку што е политички или економски. Значи, ние треба да почнеме од најниските слоеви, а не можеш ти да се бориш против дискриминација од најгоре со наметнување на вакви мерки. Ова е прво и основно не е демократски. Значи, пристапот е многу лош. Јас би сакала да се најде некој начин, пример, да се зголеми бројот на ромите дали во приватниот или во државниот сектор. Меѓутоа не вака. Не со етнички клуч, не со давање предност. Зашто тогаш јас ќе треба да се запишам како ромка, за да можам да влезам во едно работно место, затоа што без разлика на мојата компетенција, стои дека мора ром да биде. Не, во ред. Тоа ние дискриминираме, сакајки да отстраниме дискриминација. Благодарам госпоѓата најчеста повторка сакаше да Јас сакам само да кажам дека дискриминација врз етничка основа постои. Мислам, ова не значи дека не постои и дека не треба да најдеме начини како да се справиме со нејзе. Меѓутоа, тоа се решава на друг начин. Значи, доколку на едно работно место конкурираат луѓе со приближно исто знаење
искуство и слично. И доколку на тоа работно место, било да станува збор за јавниот или за приватниот сектор, биде примен некој човек, а другиве мислат дека е примен само заради тоа што припаѓа на одредена етничка заедница, а не на друга, тој кој што го вработил треба да докаже дека го примил заради тоа што има подобри квалификации, поголемо искуство, поголеми знаења. Значи имало логична причина зашто баш него го примил. Дека не го примил или не го одбил оној другиот заради тоа што му пишувало дека е етнички албанец или ром или слично. Значи на тој начин се решава. Афирмативната акција може да се примени, меѓутоа на друг начин. Таа се применува така што се вика, доколку на одредено работно место конкурираат луѓе со приближно истоветно знаење, искуства, вештини и слично, предност ќе се даде на припадникот на конкретна етничка заедница. Меѓутоа, тоа значи дека секој од тие луѓе ги исполнуваат и општите, и посебните услови, и дури и во она што представува квалификацијски испити или интервјуа, покажале приближно еднакви резултати. И тогаш, доколку сакаме да примениме принцип на афирмативна акција, можеме да кажеме дека предност ќе се даде на таа и таа етничка заедница. Иначе, кога станува зборка за ромите, имаме еден посебен проблем. Значи, еден проблем е структурната дискриминација, системската дискриминација која што постои. Меѓутоа, таа довела до ситуација на многу низок селф-естим кај самите роми. Дури и тие самите не се ценат себе си. Да ви кажам, дојдовме, имавме истражување со деца од 1 до 4 оделение за нивните ставови кон самата собствена етничка заедница. Секој од заедниците, значи етнички македонци, етнички албанци, етнички турци, сите си имаат многу високо мислење за својата заедница. Викаат, кои се најпаметни? Македонците. Кои се најпаметни? Албанците викаат албанците, турците. Само ромите викаат најпаметни се македонците и албанците. Само кај нив не стои дека нивната етничка група е најпаметна. Значи, толку е тоа веќе присутно, толку е тоа секојдневно, толку е тоа влезено внатре, што самите роми се доведени во ситуација да не се ценат самите себе си. И тука, да, е потребна и афирмативна акција, и стимулирање, и квоти и слично, за да може да се извлечат од тој затворен круг. Се друго, овој начин на предлагање кое што го дава во моментот некој од владеачката структура, според мене, е дефокусирање на јавноста, значи од она што представуваат, како господинот што кажа, реални економски проблеми и потреби и директен подкуп дури на предпријатијата, тоест на приватните собственици, со тоа што ќе им се фрлат некои коски, за да можат да преживеат во моментот. И да, значи, мора да направиме разлика меѓу она што представува афирмативна акција и она што представува начин на подкупување и освојување на гласови за идните локални или парламентарни или други избори. На некој начин го затвараме етничкото прашање во однос на вработувањето, но тука не игра само улогата на етничкото. Што би правиле доколку сега да отвориме темата и за политичкото, сексуалното, родовото, како тоа би влијаело во Уште еден коментар за етничкото демовам, пошто ја за овие други да, не сум експерт. Знаеш, од каде потекнала цата дебата? Затоа што Европската комисија многу јасно кажала во сите извештаи за Македонија дека имате пренатрупување на јавната администрација. Држава која што има 2 милиона жители има 150.000 вработени во јавна администрација, а цела Европска комисија во Брисел има околу 70.000, а обслужува 27 членки од Европска унија.
Премногу. И така да целиот ова дебата, например, го најави и премиерот Заев, кога имаше кампања дека 20% од луѓето треба да се отпуштат. Сега, кои се ти 20%? Значи, ако вие отпуштате, тие или ќе станат социјален трошок на целото општество, или некој треба да ги абсорбира. Приватниот сектор, ако ги абсорбира, тогаш Артан Груби се плаши дека ќе има помалце гласачи 2025 година. Он сака да ги вдомува албанците на Дуи, не сите албанци. Не е проблем. Пензионирање од јавниот сектор да ги префали во приватниот сектор. Па кај ќе ги, или во Германија да ги земе Меркел, или Меркел да ги земе во Германија и да ги земе приватниот сектор. Или ќе се работат кај сите нас преку нашите даноци, ќе станат социјален трошок. Сега, во држава каде што се знае дека јавниот сектор контролира 90% од ресурсите, дали пари, дали вработување, ти се гласачка машинерија. Тоа не е некоја работа што ја кажувам јас сега, тоа е јавна тајна. Значи, Дуи ги дојува изборите зашто има 30.000 вработени во јавна администрација, они со таа група играат. 30 по 4 членови на фамилија, се 120. 100 до 120.000 се движи нината бројка. Они нон-стоп ги купуваат тие луѓе. Сега, ако вие 20.000 треба да ги отпуштите, дел од тие ќе бидат албанци. И сега Дуи сака равноправност. Па добро, окей, значи знаеш како е, има една албанска поговорка, не знам сега како да ја... Ако еден глуп идиот фрла едно камче во бунар, треба 100 памети, треба да после да тој камен да го извадат. Сега едниот ќе фрла камче и сите ќе по тоа камче ќе бидат да се во бунарот. Сега не знам како да го објаснам тоа, али Дуис и браво на Дуис, алал да име, ја мислам да има в партија, ниједна нивна тема немаше да ја рачунам за сериозна, али гледам овие наметнуваат теми, а овие па другите одма скакаат по тие теми и даваат милион други алтернативи да бидат попаметни од тој глупавија што ја наметна таа тема. И така беше за премиерот албанец и тоа. Сакам да кажам дека во јавниот сектор вие може да направите позитивна дискриминација, афирмативна акција, ама тоа се прави, се знае кај се прави. Во репроматеријалот на производот, не во финалниот производ. Вие треба да инвестирате во обука, квалификации на ромската популација. Треба да збориме за албанците кои што се во јавна администрација 15 години се во исто место. Помалку работник. Тоа е дискриминација. Не ми е дискриминација да ме работиш мене 15 години, јас сум доктор на науки, а уште сум помалку соработник. Ромите сега се во прашање каде што беа албанците 2002 година. Уште за бројки се занимаваме, уште со квоти. 20 години, а во приватен сектор, нема држава која што е пазарно ориентирана, маркет економи, да можеш да му наметнеш на компанија работник. Кај се случи, ако немате вие некоја, ако меѓувремено не е променет уставот и сте станале диктатура или некоја комунистичка компанија. Во пазарна економија, да му наметнеш на предприемач, компанија, собственик, со свој пај, да му наметнеш и преку афирмативна акција, да му наметнеш работник, тоа го нема нигде. Нигде го нема тоа. Само во Македонија го слушам. Но полното е тоа што само един вака ќе се дополни. Има полно роми, например, што заминале како гастарбајтери. Како можеле да се покажат во Германија како работници, а овдека не може да се... Кажувам дека економијата на Македонија треба да се... Тачно. Знаеш што, во Западна Македонија, ќе ти кажам, јас сум работел во Гостивар 5 години за една компанија, организација која што беше поддржана од британска влада, се викаше ЕСА. 95% од компаниите има професионален кадар македонци. Кога викам професионален, економисти, сметководители, тоа ги има македонци затоа што тие беа постручни тогаш. Ние немаме пристап до квалификација, до образование, тие ги зема. Јас сум правил обука на компании, албански компании, собственик албанец, целиот свој професионален кадар ги има македонци. Ама тоа е пазарна вредност, тоа не може да го наметне некој со квота. Апсолутно, тоа го велам дека ако на запад гледат и тие работници... Тачно. Без разлика таму може да работат и на секоја позиција. Овдека кај нас ме
Јавна администрација, ајде, некако ќе проголтам дека ќе направиме афирмативни, ама пак афирмативни не во финалниот производ, во вработување, во репроматеријалот, во образование, во квалификации, во обука, да го направиш човекот повработлив. Кога го правиш после повработлив, на него треба да обиде тоа, да се потруди да најде работа, дали во јавен, дали... Ама ти од финалниот производ, да продаваш лош производ, со репроматеријали, не знам, од Кина и да биде тоа конкурентен, не може да биде тоа. После нема потреба да донесеш вакви мерки, зашто кога имаме експерти по одредена област, во приватниот сектор сами работодавците бараат. Еве како споменавте претходно, немаме вакви инженери, такви инженери. Значи, ајде нека донесат некоја мерка, да однесат, тука може и процентуално, 10% роми, 10% албанци, 10% ова, 10% она, да ги пратат на некоја обука во странство за овие дефицитарни струки, нека ги завршат обуките и после можат да ги донесат назад во Македонија и да ги вработат, нели? За некоја странска инвестиција. Луѓето не се раѓаат глупи или се помалце конкурентни. Луѓето се прават помалце во тек на живот. Ние ги правиме како држава, значи не се раѓаме помалце квалификувани од македонците, ние сме исти. После со тек на време, образование, квалификации, неформално образование, обуки, вештини, така натаму и стануваме неконкурентни. Али тоа сега и го завршам ова. Дуи се интересира за албанците на Дуи, не за целиот албански народ. Тоа што он сака да ги вдоми тие луѓе кои што ќе му дадат гласовна машинерија. И со ова албанците ќе станат уште помалку конкурентни, затоа што никој нема да биде фокусиран во образование, во дообучување и во развивање на нивните професионални квалитети, туку ќе бидат фокусирани на тоа дека јас сум албанец, пола работа е завршена, другата половина е да станам членка на не знам која таа партија таму, и јас сум завршила работа. Мене не ми треба, кој знае каква... И вака ние ги обесхрабруваме албанците во овој случај за да се унапредат, додека пак, пошто ги споменавме ромите, кај ромите е друго, тие се обесхрабрени од старт. Зашто без разлика што ќе прави, многу тешко дека ќе стигне некаде. Апсолутно. Нека се групи, нека разговара со неговиот коалиционен партнер за тие луѓе кои што се 15 години помали со работа. За тие, нека ги втоми тие луѓе прво, па после ги збориме за приватниот сектор. До госпоѓа Тренчевска, за да не се почувствува дека ја оставиме малце по-на страна, затоа што се разбиме од цртив дебата, затоа оставиме малце простор, но се начна тема дека лицата фантоми, кои што во изминатиот период имаше една токму Министерство труд и социјална политика и направи една акција во изминатиот период од 2-3 години за да се направи некој регистар на тие лица фантоми без лична документација. Сега се надевам дека тој процес е веќе во завршна фаза. Дали тие лица веќе добиле статус на државјани на Република Македонија, имаат лични карти и како тие луѓе сега ќе бидат дел од пазарот на трудот, без разлика на нивната етничка припадност, затоа што не знаеме тие луѓе кој беа, ни како беа, не постоеле во државата, одеднаш сега веќе имаат идентитет. Тоа е едното прашање и второто прашање што, например, доколку еден припадник на одредена етничка заедница, исто така е и припадник на ЛГБТ заедницата, пример. Дали токму тој човек ќе може да се вработи во некој приватен сектор, затоа што можеби он ја исполнува етничкиот приоритет, но не го исполнува можеби оној сексуалниот определба на одредена. Молам, мислам сега зборувам во случај на дискриминација. Пречката му е неговата сексуална ориентација. Да, прво ќе ви одговорам на прашањето за ромите кои што беа спомнати, значи оние кои што нема име и презиме или популарно наречени фантоми, со подршка на граѓанскиот сектор беа идентификувани, имаше неколку огласи во Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и во управата
за матична евиденција, за водење на евиденција за родени, точно називот не го знам како, матична евиденција, неколку огласи, повици, за да сите овие луѓе се јава за да идентификуваме за колков број станува збор. Значи, се дојде до одредена бројка на лица кои што немаат никакви документи за идентификација и затоа ги немаше никаде во системот. Се измени законот за матична евиденција, се додаде одредби со кои што на овие лица ќе им се издаваат привремени лични карти, за да можат правата од социјална, здравствена и одработен однос да ги остваруваат. Во моментот се прават правилниците по кои што ќе се издаваат овие лични карти, значи законот да се преточи во подзаконски акти. Садам дека многу брзо ќе можат луѓето да си ги остварат основните права од областа на здравствена заштита, на социјална заштита, да може да ги вклучиме во социјалната заштита, во гарантиран минимален приход, доколку се невработени, а секако се невработени, и да можеме преку ГМП да ги вклучиме на пазарот на трудот, да си ги остварат основните екзистенцијални потреби. Значи се работи на тоа и се надевам дека наскоро. Сега и техничката влада, и изборите, и ковид кризата со короната, го успори малку процесот, но се враќаме повторно, сите државни службеници се вратија на работа, значи, и се надевам дека тој процес ќе оди многу побрзо и наскоро ќе ги осетиме придобивките од измената на законот, особено по однос на луѓето кои што треба да ги осетат овие бенефиции. А во однос на второто прашање, значи дали доколку е припадник истовремено на со етничка припадност на одредена етничка заедница, меѓутоа е припадник на ЛГБТ заедницата, дали ќе има дискриминација во пристапот до остварување на основните човекови права. Без разлика за кое право зборуваме, законот експлицитно го наведува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи по кои се забранува дискриминацијата во било која област, па и пристапот до вработување, ќе се смета за дискриминација ако припадник на било која етничка заедница, поради тоа што е припадник има различна сексуална ориентација, биде дискриминиран и не си го оствари правото за пристап до работа. За тој аспект во законот ја зајакнивме и функцијата на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Значи веќе е ќе биде професионална комисија, каде што комисарите или членовите на комисијата ќе бидат по 8 часа ангажирани, некако сега да се состануваат еднаш во неделата и да ги решаваат представките. И покрај професионалноста, значи и заштитата на која што треба да работат, имаат надлежност и во спречувањето и во превенцијата. Подигањето на јавната свест и во општо во јавноста, кај граѓаните, па и кај работодавачите, дека различната сексуална ориентација, родовиот идентитет, етничката припадност, возраста, полот не смее да биде основ за дискриминација. И затоа го очекуваме што поскоро да биде донесен законот, да се објави огласот, собранието да го објави огласот за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, да почне да функционира и да ги почувствуваме придобивките од одредбите од самиот закон. И се надевам, верувам дека ќе имаме навистина поголема и поефикасна заштита во однос на дискриминацијата. Особено на оние ранливите категории на граѓани. Благодарам, мислам дека Џабир сакаше да нешто да каже или сакаш уште еден круг да истераме па да кажеш уште нешто или Добро, не, пошто видов дека сакаше нешто да кажеш, ама... Цело време сакам да кажам. Добро.
мислам дека професорката сака нешто да додаде, само микрофончето. Значи, ова што го спомневте е онаа повеќе кратна можна дискриминација, меѓутоа и заради тоа јас го спомнав едноставниот принцип врз основа на кој што може да се утврди дали некој при вработувањето бил дискриминиран или не по било кој основ. Значи, тој кој што вработува треба да докаже дека не го примил некого, го одбил некого од вработување, не заради тоа што има конкретна карактеристика, значи, туку заради тоа што не исполнува одредени услови кои што се нужни за конкретното вработување. Значи, да речеме, може да имаме жена, ромка, лесбијка, која што конкурира на одредено место и е одбиена. Не знаеме зошто е одбиена. Дали е одбиена затоа што е жена, дали е одбиена затоа што е ромка или заради тоа што е лесбијка. Меѓутоа, доколку ги исполнува условите, тој кој што ја одбил треба да докаже дека не е одбил заради тоа што припаѓа кон конкретна група, врз основа на која што може да се определи дискриминација, туку ја одбил заради тоа што не исполнува одредени услови. Да речеме, ако бил конкурсот за маж менекен кој што ќе представува машка долна облека, не можеме да очекуваме дека ќе вработи жена. Така, нали, независно дали е жена, ромка, лесбијка или хетеросексуалка и слично. Значи, постојат многу јасни принципи врз основа на кои што може да се види таа дискриминација. Иначе, има афирмативна акција, да речеме и во развиените западни земји, кога станува збор за приватниот сектор. На многу интересен начин се прави, да речеме, кога станува збор за дискриминацијата врз основа на пол, односно меѓу жените и мажите. Да речеме, тие инсистираат сега и постои дури и една посебна европска директива, која што е насочена кон зголемување на бројот на жените во управните одбори. Затоа што е дојдено до заклучок дека независно од нивото до кое што доаѓаат жените при напредувањето, при кариерното напредување, постои еден така наречен стаклен плафон кој што не може да го преминат. Заради тоа што постојат стереотипи и предрасуди кои што оневозможуваат да дојдат на одредени високи позиции, независно од нивните квалификации. И во делот западните земји, многу интересно, да речеме во Франција тоа е присутно, е усвоена една афирмативна мерка со која што се вика: тогаш кога државата склучува договор со одредена приватна фирма, да речеме градежна приватна фирма или некоја друга, предност ќе добие, значи повторно ги исполнуваат условите и едната и другата и третата фирма, предност ќе добие онаа фирма која што има поголем број жени во управниот одбор. Значи, многу интересно и автоматски на тој начин посредно ги принудува и во приватниот сектор на ниво на управувачки позиции да го зголемат бројот на жените. Значи, тоа не вика дека ќе биде дадена работата на фирмата во која што има повеќе жени во управниот одбор, туку предност ќе има доколку на еднаков начин ги исполнува барањата, условите и слично. Значи, тоа е тој суптилен начин на кој што се врши афирмативната акција и на кој што се овозможува да се излезе од она што представува кал на претходно постоечка дискриминација, на стереотипи и на предрасуди. И мислам дека тоа е нешто што никако не успеваме да го промовираме овде кај нас, дека не треба ние да го намалиме квалитетот, не треба да удриме на квалитетот, туку треба да утврдиме кај ни е проблемот и да најдеме соодветни алатки без намалување на тој квалитет, да го разрешиме проблемот. Да, во одреден период, да речеме негдека во 90-тите години, и јас тогаш правев многу големи истражувања за тоа зашто ги нема етничките албанци во администрацијата, во локалната самоуправа и на централно ниво. И од бројките излезе дека ситуацијата е страшна. Навистина, нигдека ги немаше етничките албанци во администрацијата и тоа беше факт.
И ние го поставивме тој факт и рековме, треба да се најде начин како да се адресира овој проблем. Прво, зошто постои тој проблем? Дали нема доволно стручни кадри, дали едноставно се прави дискриминација, дали е прашање во образование и слично. Наместо да се изанализира на ваков начин целиот проблем и да се најдат решенија на вистинското извориште на проблемот, тие донесоа решение во одреден момент дека треба да се постигне правична застапеност во администрацијата. Нашите пресметувања беа дека доколку во тој момент кога се донесе тоа решение се вработат во јавна администрација апсолутно сите етнички албанци кои што имаат високо образование, не може да се постигне правична застапеност. И дека доколку се отиде со едно такво решение без да се удрат другите елементи кои што довеле со години на дискриминација до таква ситуација, дека ние ќе дојдеме во ситуација прво од образованието да ги извлечиме сите етнички албанци и да ги поставиме во министерствата, што и се случи. Во тој момент во Министерството за надворешни работи, во Министерството за правда, за локална самоуправа беа поставени наставници, учители кои што требаа да бидат во образованието. И што се случи? Одеднаш образованието остана со мањак на кадри и беа надополнувани, посебно во селските општини, со недоволно едуцирани, со лоши кадри и слично. Значи, наместо да се реши проблемот беше потенцир. Наместо да се зголеми образованието на децата од албанската етничка заедница, тие добија послабо образование и ја изгубија битката со конкурентноста, односно влегоа во затворениот круг на партискиот клиентелизам заради тоа. Значи, она што е многу важно кога станува збор за дискриминацијата е да се утврди каде е коренот на дискриминација, каде е проблемот и да се разреши тој проблем, а не да се обидуваме да ги лечиме само симптомите и на луѓето да им даваме аспирин, а тие треба да се лечат од рак. Благодарам многу. Да, сакам да се надоврзам во излагањето на професорката Најчевска во смисол на она, ајде да кажеме, позитивни ефекти или афирмативна акција со примерите од странство, но тука можам да забележам само за таа родова дискриминација. Кај нас е многу голем проблем со националната дискриминација. Немаме проблем со родовата, нас не интересира. Тука не се согласувам. тука ќе се караме. Не, сакам да кажам, нас болката во ова општество е повеќе не се базира многу на таа родова, колку на националните подкопувања што ги има. А афирмативна е за афирмативна. И овдека треба исто така, затоа што имаме нели закон во собранието за застапеност на мажи, жени, пратеници и така натаму. Зато имаме само 3 градоначалнички. Да. Така, од 80. Апсолутно се. од популацијата. Затоа е на жени, Да. мажи. 51% во мнозинство се жени. Така. Втора работа што сака во смисол на таа дискриминација, како јавниот сектор. Можам да, мислам во приватниот сектор, можам да бидам директен и да кажам дека преска и професорката Најчевска напомена нешто во смисла самите роми не се ценат меѓу себе и тоа потекнува од едноставна причина што државата прво не ги перцепира доволно ромите. Да бидам реален, искрен, можда суров. Најтипичен пример, преска Адеми кажа, скратување на министерствата, заев премиерот кога го најави, едно од тие министерства и бенефити кои ги имаше, порано имаше едно место во тоа министерство за ромите, како министерство без ресурс за имплементација на декадата. Молам? Немаше посебно министерство, министрите без ресурс. Без ресурс, да, ама за имплементација на ромската декада и стратегија. Труд и социјала е надлежно за имплементација на декадата и сега имаме посебно оделение за ромски прашања. Во секој случај министерството е укинато. Не, министерство не постоело. Местото
Министер без ресор е укинато. Ама не е министерство, е цела институција. Таму беа еден човек со тројца околу него во кабинетот. Добро, колатерална штета има. Јас се прашав вака еве за ромската заедница, за да биде уште попоценета. Има заменик министер. Има и нема. Не прашуваме те јас. Јас знам дека нема. Две жени има. Од друга страна, под 16 само две жени се заменички министри, така? Не, за ромска заедница зборам. Јас зборувам за жени и мажи исто, да. Добро. Од ромската заедница, значи нема министер, нема заменици министри. Нема ниту еден раководител во јавните предпријатија наименува. Освен сега што е најавен директориумот, кој уште не е ни назначен кој ќе биде, како ќе биде и што ќе биде, тука се тие затегања кој, како, што ќе биде во тој начин. Значи, од тој аспект сакам да кажам, прво поаѓа државата и јавната администрација, значи, а не да збориме за приватниот сектор, која веќе од државата во овие почетни моменти нема своји представници кои ете на некој начин би можеле да имат некој одлучувачко решение, некој глас, нешто, некој влијание. Тие се тие позиции каде што нема свој еден представник од ромската заедница во парламентот, за среќа женско е, не е мажко. И добро е. Така? И добро е. И добро е, не реков не. Да ќе заврши таа работа, пошто мажите ништо. Добро, во секој еден само пратени. Ништо немаше, фајда да видам сега жена. Што 50? Само за момент, во врска со ова. Значи, јас бев една од тие кои што многу се залагаа за намалување на бројот на министерства. И посебно за намалување на бројот на министри без ресори и слично. Меѓутоа, навистина ми е жал што беше укинат баш тој министер Ром без ресор. Зошто? Многу беше важна перцепцијата. Перцепцијата дека може Ром да има во владата. Многу беше важно во владата на еднаква, на рамноправна основа да биде присутен човек кој што може на овој или оној начин да ги представува, да ги презентира специфичните интереси и потреби на ромската заедница. Значи, не е тоа само колатерална штета. Тука пак можеме да видиме, значи, што е оно што е укинато? Баш тоа. Не можеше други да се спојат министерства, да речеме ние сугериравме дека може да се спои како што порано било образование, наука, спорт и слично, дека може локална самоуправа со администрација и сето тоа. Не, таму не се пипа, заради тоа што се тоа интересни места за распределување и слично, се задрев токму во овој дел. Имаме најсвежи случај со господинот Алагјозовски и Поповски ги распределија и им дадоа сосема други, други називи, но сепак останаа дел од владата. Но се хоризонтални прашања. Да. Да. Не се тоа го кажувам затоа што се прашањата кои што ги водат како национални координатори се хоризонтални прашања во рамки на надлежност на повеќе министерства. И добро е некој во канцеларијата на премиерот да ја координира тоа прашање, за да имаме синхронизирани политики на сега. Така. Токму тоа сакав да кажам, пошто професорката спомна дека нели можеше да има и некој Ром пак ќе го координира исто во кабинетот на премиерот да каже за одлично ова, но не зборувам за кабинетот на премиерот, зборувам за канцеларијата на премиерот. Так. Не е завршено екипирањето, не знаеме, не се завршени именувањето на директори. Така да, верувам и посакувам да бидат дел од местата. Знаете како, ова личи на мачкање очи. Не еден. Еве 10 дека има роми, кои што се на многу високи позиции во јавната администрација. Тоа е бенефит за 10 фамилии, ништо повеќе. Значи, дојдете од базата на општеството да ги средиме работите. Ке стане и премиер утре, дај Боже, Ром.
Меѓутоа, дајте луѓето, значи на улица да не бидат дискриминирани. Дајдете во кафич да можат да седнат, да не биде цел кафич резервиран, не можете да седнете тука. Дајте тоа ние да работиме во градење на една меѓуетничка и меѓусебна доверба. Албанци, македонци, роми и сите што живеат тука. 2 милиони народ. Значи 2 милиони можеш одма да ги средиш. Конкретно прашање, но пред известен период имаше еден прашање, вика, бе да ми најдеш една жена продавачка, викам, окей, има една. Па вика, нека дојде утре, нека почне да работи, ама да е жена. Викам, окей. Ама на излегување, викам, ама има и марама, шамија носи. Не, вика, тоа не. И од старти, вика, веднаш премини, таму види Чаир, Бит пазар, таму нека најде. Што правиме со овој случај? Ако, например, еве, го решивме етничкиот, националниот, но верскиот, како ќе се реши? Ромка да дојде да чисти дома, ама не може да работи библиотекарка, така? Оваа што е забулена, може да продава верски книги и курани, ама не може да продава фустани. И може во Чаир, ама не може во центар и во аеродром. Значи, ние зборуваме за, не знам, учителки ромки, ама во Шутори, зари? Не во Струга или не знам каде. Значи, од сите страни е проблемот со многу мали детали, како еден цел пазл е. Значи, ние треба едно по едно, како да го решиме? Значи, едно општество за сите. Некој размислил како да се реши ова. Презентирал како да се реши, бил изгласан. Значи, единствен начин како не се решава е човек кој што е полн со национализам да го ставиш на клучно место за меѓуетнички односи. Само така не се решава. Секако поинаку може. Ке се собереме, еве, вака панели, па да има од различни групи, да кажеме. Дали е тоа етничко, дали е по ЛГБТ заедница, дали се работи за частна сестра или за забулена жена или све. Значи, тргнете од улица, земете ги луѓето. Тие најдобро ќе ви кажат како стојат работите. Ние можеме закони до утре. Ние можеме бројки во јавна администрација до утре. Значи, треба да се почне од најдоле, зашто таму е широката маса. Со еден, со двајца ништо не правиме. И така ние и мачкаме очи на ромите. Ке го ставиме овој министер и сите роми ке гласаат за Заев или за Груевски. Значи, тоа е грев. Значи, не знам, ајде закони све ке оставиме. Тоа е грев, не е хумано. Ова мора да се реши. И кога ќе се реши ова, тогаш ние веќе нема да зборуваме за дискриминација или етнички клуч или едно и друго. А никој не може да ме убеди дека не може да се реши. Пристапот е лош. Популистички е. Значи, ајде да работиме сите заедно да го средиме ова. Јас малку ќе ви се вмешам како извини деки. Не, ќе даде прашање и мислам дека едно Мислам дека едно од решенијата или како проба веќе само пробуваме ние во нашава држава и во политикиве нешто, па зашто да не пробаме и на следните или на некои други следни локални избори, да се избираат градоначалници од различни етнички, бидејќи секогаш застануваме кај етничкото. На крај бива кај етничкото. Значи, да бидат градоначалниците да се бираат не под етнички клуч, туку во етнички застапени општини да има градоначалник со поинакво етничко потекло или од поинаква етничка заедница. Различно, да. Значи, да биде македонец во Чаир. Пример. Да биде во аеродром албанец, ром, не знам, било што. Не. Тој тогаш ќе работи.
Затоа што Не сме законски тоа да се прави. Сме, зошто? Демократијата. Зошто? Затоа што секој има еднакво право да се конкурира. Ама вака е како да нема право. Вака како што е, да. Има право, меѓутоа ако конкурира, да. Нема да се изгуби. Би требало, да. Сакам да кажам дека има политичката партија која што си го кандидира, има право да предложи од било која етничка. Не, и тогаш ки има поделба. Зошто? Значи, треба едноставно се работи на подигање на јавната свест, дека живееме во општество во кое што имаме повеќе етнички заедници, тоа е богатството уствари на нашето општество, и да го почитуваме секој поединец. Да си ги почитуваме законите, тргнувајќи од уставот па и законите, и да не се дискриминираме, да не се навредуваме врз основа на етничка заедница. Луѓето може да бидат луѓе или не луѓе. Да не ги делиме ниту по пол, дека е жена, дека е маж, да не ги делиме по етничка припадност, никако. Никако да не ги делиме по етничка припадност, да си ги прифатиме разликите. Тие разлики со кои што и ние во оваа просторија овде сме десетина луѓе, сите сме различни. Ма таа различност направи да имаме убава дебата. Да си го почитуваме, ние секоја еден со друг, да си го почитуваме ставот. Може би имаме различни ставови. И тоа е добро. Демократијата се застива на различните ставови. И прифаќањето, секој може, и професорката може да има различен став, и јас имам различен став по однос на жените и мажите, иако и двете сме препознатливи како некој што долги години работи на еднаквоста. Ама е легитимно да имаме, па ќе дојдеме до заеднички став. И не треба ништо по клуч да оди. Јас и за жените и за мажите сум можеби дека не треба по клуч да оди. Меѓутоа, свеста е на тоа ниво да ако нема клуч, ке нема жени, како што нема жени градоначалнички, нема жени министерки, нема жени заменички министерки. Значи, додека да ни порасне нивото и да ни стане дека да, тоа е нормално и треба да го почитуваме, не во закон. Току како принцип на почитување, до тогаш ќе има квоти, ќе има и дискриминација, и позитивна, и дискриминација, но мораме да разговараме и да ги информираме, сите да ги информираме, да ги запознаеме граѓаните со нивните права. И имаме проблем дека голем дел од граѓаните немаат пристап до информации. Или имаат пристап до лажни информации, до невистини. Ја уште нешто ми сакал да додам, пошто не сум многу голем експерт за дискриминација, ама имам став. Според мене, ја мислам дека две работи, ова е моје мислење, имам една лоша и една позитивна работа во целата ситуација. Лоша е што оваа генерација на политичари ништо не може да реши. Затоа што ја во економија сум гледал како се копираат закони од Норвешка и на крај имплементацијата треба да го направи некој локален шериф тука, и тука треба или не се имплементира, или па познавање, корупција и така натаму, и после тој добар закон што е имплементиран, на крај завршува, ние ги викаме во економија, овие ги викаме картели, што се зони на интерес кои што сакаат овие политичари да ги задржат. Значи, тоа е моја работа, тоа е моје мислење дека оваа генерација на луѓе нема да може да направи многу голем ишекор ниту во сексуалната, ниту во етничката дискриминација и така натаму. Некој, да кажеме, некој голем ишекор за да се направи некоја голема фама околу таа работа. Ние имаме не само етничка, ти во, например, Дуи сега нема ни еден чиновник од Гостивар. Знае зашто? Зашто ги изгубили изборите во Гостивар. Каде го има тоа, да не можеш да избереш, а порано кога ги добива, има по 5 министри. Значи, дискриминација, затоа што има една работа во економија, се вика преговарачка моќ. Вие немате преговарачка моќ, затоа што е малцинство сте, како роми. Тој од Гостивар што ги изгубил изборите, нема преговарачка моќ, пошто ги изгубил изборите. И тука се гледа, тука во Македонија, winner takes it all. Добитникот го зема целиот плен. Така му дадовме
држава на груевски, така му даваме сега држава на овие на Заев. Уинер се однесува како да е тука сега, како да му е тоа собственост. Али друга работа гледам позитивна, например, во некој си среден роч. Првата работа е што ние имаме отворени листи сега ќе имаме. Бајам така сака да се комбинира со локалните избори. Локалните избори во Гостива, например, има голема ромска популација. Мора да ставиме советник, ако се кандидирам јас за градоначалник, пошто више нема да можам да ги купам ја ромите. Морам да ставам таму некој нивен репрезент, ако не ја, мојот против кандидат ќе стаи репрезент, да може да ги анимира и тие гласачи роми. И полека ќе дојде тоа што го вика Лиза сега bottom up. Не од горе долу, него од самото општество ќе донесе некои локални герои. Пошто, веруе ми, иако си имал ром министр, никакво фајде не си имал тој човек. Ни јака од албанец, освен неговата фамилија да му дае некоја поголема економска добивка или некоја стипендија за блиските, друго ромската популација ништо не видела. Како што ние не гледаме од нашите корумпирани луѓе. Тие се партија која што помагаат на 200 луѓе на име на сметка на не знам колку ги има таму по сите етнички линии. Тоа е тоа. Сега да не правиме фама околу министр кога навистина целата таа бенефиција завршува во првиот круг на неговата фамилија. Толку е тоа. Преговарачката моќ на тој министр толкава е. Кажа господјата 5 луѓе таму се вработени и тоа е тоа. Но отворените листи е, мислам за мене е исчекор, не само за тие што се етнички дискриминирани, него и за луѓе кои што се интелектуалци, а не гледаат во ниедна од овие партии можност да се искажат. Сега, например, ја искачам на телевизија, луѓето ми викаат мене излези на избори, ама до сега ќе излезеш, ова е машинерија. Сега со отворени листи може да некако да дојде до израз поединецот и квалитетот на поединецот. И в тоа работа ние сега ќе почнеме преговори со Европска унија. Мораме некако да покажеме и чекор дека знаеме да се справиме како држава, ако сме држава и со различни од нас и со интегрирање на овие етнички заедници и така натаму. Не само да копираме како се вика закони и после да не ги имплементираме целосно, сега ќе имаме некој надзор одгоре, што ќе не види. И ако ние не правиме тоа што сме го дали како договор, како подпишуваме договор во банка дека ќе дадеме во крај на месец ќе дадеме камата, ако не дадеме ќе се вади се само нулта позиција. И не сакаме да се вади нулта позиција, мора да ги почитуваме тие обврски. Така да овие две работи мислам дека ќе бидат позитивни, некако позитивно. А се согласувам дека министер Ром само за пиар е добро. Не се согласувам. Значи тука само за момент. Навистина ептен не се согласувам, заради тоа што дискриминацијата се базира на стереотипи и предрасуди. Значи, да речеме, еве кажете ми, колку ректори во сите универзитети има жени? 50% од професорите, значи редовни професори, на сите универзитети во Македонија се жени. Колку ректори има? Значи, не станува збор за тоа дали нема соодветна маса, преговарачка, не се во прашање само бројките, во прашање е моќта. Моќта се создава врз основа на перцепција. Перцепцијата се гради врз основа на модел кој што го гледаш. Ако ромите, како свој човек модел, го имаат само ѓубретарот, тие не можат да отидат чекор понатаму. Мора да има модел човек кој што е на висока позиција. Жените мораат да добијат ректори, жените мораат да добијат градоначалници, мораат да добијат министерски места, за да се разбие затворениот круг на стереотипи и предрасуди. Иначе нема да можеме да мрднеме од мртва точка. Ние дури и не ја перцепираме дискриминацијата заради тоа што таа ни е влезена во она што представува секојдневно однесување. Зашто жените одат во пензија на 62 години, а мажите на 64? Кажете ми една логична причина зошто ќе има разлика во пензионирањето. Жените живеат подолго.
се однесува пензионирањето на сите работни места. Значи, не само на оние кои што се изложени на повисок ризик и слично. Ако веќе зборуваме за заштита на жената, условно кажано, зошто на жената не е даден избор? Зошто стои 62 години и 64 години? Значи, и сега кога се вика, ќе биде донесен нов закон, зошто да имаме разлика? Значи, тоа е проблемот. Зашто има разлика во родителството? Зашто нема родителско отсуство и за мажите? Зошто има разлика во тоа кој ќе оди во болница со болното дете, жена или маж? Значи, се работи луѓе за многу суштински проблем, кој што не е поврзан секогаш со бројките, туку со она што представува моќ. Одредена група не е маргинализирана затоа што е бројчано мала, туку заради тоа што историски е поставена на помалку моќна позиција. И мораме тоа да го имаме предвид кога збориме за дискриминацијата. Само да, професорке, на 62 се дава право на избор, а 64, доколку сака, оди на 64. Значи не... Тоа е направено во периодот кога жените беа многу повеќе вклучени во трудоинтензивните индустрии. Ради репродуктивната функција на жената и даваме избор. Ако сака 62 доди у пензија, меѓутоа до 64 продолжува не со барање, туку си продолжува и се изедначени и мажите и жените во однос на породилното. Родителското отсуство, да, до сега постоеше во Закон за работни односи, меѓутоа не е тоа што е согласно директивите. Законот за работни односи го предвидува измените на законот сега што треба да отидат во собрание, се надевам и они наскоро ќе отидат, го предвидува родителското отсуство согласно европските директиви и да не е преносливо од мајката на таткото, туку да си биде родителско отсуство за таткото во траење од одреден период и да не се врзува само за времето на раѓање на детето, туку да може тој период да го користи до 7-годишна возраст, затоа е и родителско отсуство. Да биде со детето во текот на развој. Ама дури кај посвоени деца има разлика меѓу жените и мажите. Значи, еве да речеме, кога жената ќе роди дете, тука имаме отсуство кое што е поврзано со самото дете и со опоравувањето на жената. Зашто истите правила важат и тогаш кога се посвоени, значи зошто да не може таткото да го земи целото породилно отсуство кога станува збор за посвоено дете? Значи законот кај нас практика, праксата е друга. Тоа е, ама исто е како со ректорите. Ме сваќате, за тоа зборувам. Ама, значи, за тоа зборувам. Кај нас постојат стереотипи и предрасуди кои што не можат да се променат на ваков начин, туку мора да има мора да има афирмативна акција, да се стимулира за да може да се измести од тој затворен круг. Тоа е работата. Значи мора да има. Ама прашањето е на кој начин ќе ја направиме таа афирмативна акција. Не со вакви предлози, како господинот Артан Груби што ги дава. Напротив, тие предлози ја дезавуираат целокупната можност афирмативно да делуваме во спречување, односно во борба со стереотипите и предрасудите. И влегуваме во битка за нешто што навистина дури и не е проблем во моментот во Македонија. Јас дека законите се супер во однос на ова. Се работи за нашиот менталитет. И сега кога тргнуваме за менталитетот и психолошката гледна точка, секогаш кога нешто се наметнува, прво нешто што се случува, има отпор. Значи, дури пред да размислам јас како и зошто е тоа, самата акција наметнување во мене буди реакција отпор. И после некое време кога ќе се смират страстите, можам да седнам како
човек, не лично јас, туку човекот може да седне и да размисли како е тоа, зошто е тоа. Сега ние било какви афирмативни мерки да донесеме во однос на ова, нема никако да помогнеме, затоа што верувам дека овие работи треба реедукација на една друга генерација. Ние веќе сме ладно железо во однос на тоа. Значи, да донесеме, пример, да направиме програми каде што од најмали нозе, од градинки ќе бидат едуцирани на тој начин дека се исти машките и женските деца. Да донесеме закон дека сите државни градинки треба да имаат, да примаат деца од различни прво и основно општини. Значи, не може, не е во ред дете од Чаир, можеш само во Чаир да оди во градинка, зашто така ние правиме сегрегација и во географска смисла на луѓето, да можат да примаат и да мораат да ги примаат од сите националности, која ќе ги мешаме од мали нозе, која ќе ги учиме од мали нозе за рамноправност, тогаш ние ќе имаме една наредна генерација која што ќе биде подобра од нас. Со закони, со мерки и со вакви работи ништо нема да правиме, само отпорот ќе го зголемиме од другата страна. Меѓутоа, да не дојде до забуна. Значи, кога зборев за 62-64, јас зборам за дискриминација на мажите. Значи, зашто постои таков облик на дискриминација на мажите? Значи, во ситуација кога се знае дека векот на живење на жената и во нашата држава, и покрај тоа што е многу понизок отколку во европските, е на страната на жената. 4 до 5 години е подолг просечниот век на живење на жената од тој на мажот. Зашто мажите дури на 64 години можат да остварат можност за пензија која што оди до максималниот износ кој што може да го примаат? Што е причината? Која е логиката? Значи, отсуството на логика и отсуството на перцепција на дискриминацијата е она со што се соочуваме. Па ние уште ги викаме за кои што зборуваше професорки во однос на родовите улоги. Значи, професионалното и семејното, сето тоа доведува до тоа да 62 години жената работи и има можност да работи до 63, до 64, а мажите до 64. Не е тоа од сега. И кога е носена измената на времето е врз основа на анализи и факти, за да не биде дискриминација, за туку да биде, значи врз основа на факти и анализи за тоа колку жената посветува време дома, колку на работа, во кои дејности е вработена и се троши. Ама така ние, значи, ги устоличуваме стереотипите и политики за нормализација на семејниот и професионалниот живот. И затоа ги и правиме едукација, да, неопходна едукација од мали нози и за родовата еднаквост и за етничката еднаквост, за недискриминацијата е потребно уште од градинките. Се менуваат курикулумите уште во градинка основна, за да израстаме генерации кои што нема да бидат кои нема да дискриминираат, кои ќе бидат со отворени умови и нема да прават разлики. Добро, во други држави која е разликата во пензионирање меѓу машко и женско? Дали има? Значи, они имат други системи. Ма не, мислам разликата, пак исти период. Директивите се борат за изедначување, значи европските директиви настојуваат да нема никаква разлика во она што се определува во одделни држави, имаат поставено за цел до одредена година да ја сведат на нула таа разлика таму каде што постои. Има држави во кои што не постои таква разлика, има држави кои што одат само според стаж, а не според старост, значи има различни системи во кои што тој вид на разлика не е доминантен и не влијае на таков начин како што влијае кај нас. Кај нас висината на пензијата зависи од староста со која што се оди во пензија. Тоа е проблемот и тука е дискриминација. Дојдовме до самиот крај, освен ако некој нешто уште сака нешто на брзина да каже. Само сакам да кажам нешто во врска. Сите сме свесни дека ром министер без ресор нема
не донел или фигуративно или, ајде да кажам, некој етнички декор може да стои во владата, разбирам јас тоа. Но самото тоа, со укинување, самата држава испраќа сигнали, рефлекси колку ја цени таа етничка заедница. Не значи дека он ќе направи бум или нешто. Но самата рефлексија од државата, веќе тука се обесхрабрени целата нација, да речеме, во конкретниот случај ромската нација. Тоа сакам само. Не го оправдав, ја само кажав како размислуваат овие луѓе. Да, ние сме, сите се свесни, знаат колку им е капацитет и што допринеле до сега. Но самиот однос и самата реакција и тоа е рефлексија која нас не обехрабра. Еве, како ромска заедница, еве, да сватам колку ме цени државата, нема министер, нема заменик, нема ова. Една практика која што беше поставена 20 години, значи не е тоа да се назадува. И сега треба ние од почеток, луѓето веќе не знам каде стигнале, ние ќе се бориме за представник во извршната власт. Ај во законодавната имаме еден. Премногу малку се зборува и дебатира на тема која е толку многу присутна во животот на луѓето, на толку многу нивоа, во толку многу слоеви, во толку со толку длабоки последици врз секој човек. Не само врз секоја заедница. Јас од секогаш и како активист за човекови права и како новинар се залагав и се залагам за индивидуалните права кои многу често страдаат поради форсирањето, односно доминирањето на групните колективните права во нашето општество. Како и да, јас би сакал да потсетам, инспириран од краткиот разговор со колешката Дијана, на една ситуација во Шуто Оризари, кога долго време, со месеци мислам дека беше, мислам дека и колегата Дехран пишуваше за тоа, не можеше да се најде гинеколог. Во Шуто Оризари не можеше да се најде гинеколог. Ни машко, ни женско. Ни македонец, ни албанец, ни ром, ни бошњак, ни турчин, ни било кој. Никој едноставно не сакаше да се пријави да работи таму. Знаете како се реши? Ме подсети колешката Дијана. Се реши со тоа што дојде од Република Албанија, дојде гинеколог да работи во општината Шуто Оризари. Тоа е замина во друго место и повторно која е заминала на друго место Во новата програма има мерки за вакви Нека им дадат дупло плата. Интерес. Да, Дупло плата да им дадат. Субвенции, да. Тука Во оваа област дискриминацијата ние се наоѓаме како организација веќе 21 година. Таа е тесно поврзана, таа е дел од тоа од разбирањето на човековите права и слободи. Нашата позиција како организација која ја градевме, а благодарение на овие драгоцени ваши излагања и дискусии, таа ќе се надогради. Нашата позиција е во тоа дека мораме да работиме на како општество, меѓутоа и државата, преку сите своји институции, во една трансверзална линија, да ги поврзе сите институции на сите нивоа, да работи доследно, енергично, решително на искоренување на дискриминацијата. Сите овие дилеми, по моје лично мислење, меѓутоа сметам дека го делам мислењето со голем дел од луѓето со кои работам секој ден, може да се надминат сите овие проблеми и дилеми со строга, решителна, јасна примена на законот за заштита од дискриминацијата, кој за жал, нели, поради работата, односно неработата на одредени институции, почнувајќи од Уставниот суд, завршувајќи со пратеничките и пратениците во парламентот, не беше активен, имавме дупка, вакуум, како што кажа и професорката. Ние мораме да бидеме решителни и во гласното барање од институциите. Тој закон не само се донесе, туку и да се спроведува, да се охрабри секој кандидат за работа, било да е тоа приватна или јавна институција, приватна фирма или јавна институција, или невладина организација, каде сакате. Секаде каде што некој ќе се почувствува дискриминиран поради својата припадност, потекло или особеност,
значи етничка, верска, расна, или пак родова припадност, или сексуална ориентација, политичка афилијација, било каде, по било која основа, ако некој е дискриминиран во процедурата и во постапката на вработување, веднаш да има можност за брз пристап до институции и за брз пристап до правда. А како што веќе слушнавме на самиот почеток денеска, тој што вработува, тој треба да се оправда, тој треба да докаже дека не извршил дискриминација. Не, знаете, не обратно, затоа што така ќе дојдеме до една друга ситуација која што е во сексуалното малтретирање позната во судовите. Кога жртвата треба да докажува дека е малтретирана или нападната од напаѓачот, а не обратно. Во тоа може би има некоја друга правна логика, не би влегувал таму, меѓутоа би сакал да се задржиме на дискриминацијата. Државата мора да покаже енергичност во спроведување на закон против дискриминација. По сите основи, во секоја варијанта и во сите сектори. Без дискриминација. Значи, да нема дискриминација тоа дали е државен или приватен сектор. Едноставно, знаете вие зошто е таа логика? Или во медиумите. Логиката е во тоа дека кога вие излегувате на општествената, економската, политичката сцена, вие афектирате животи на луѓе. Со вашата дискриминација, вие зафаќате јавен простор на тој начин. Вие зафаќате животи на луѓе затоа што сте инвестирале капитал. Сега мој си е капиталот, можам да правам што сакам. Ако си е твој капиталот и ако сакаш да правиш тоа што сакаш, ќе си одеш во пештера и број си ги златниците. Таму сам. Инаку, кога ќе стапите на општествената сцена со својата чизма, наречена пари, капитал, тогаш имате одговорност. Имате одговорност кон државата, имате одговорност кон граѓанките и граѓаните, кон јавноста. И кога тоа ќе го сватиме, кога ќе го сватат тоа сите што имаат пари и моќ во ово општество, тогаш ќе имаме една поинаква ситуација. Јас со таа мисла би ја завршил мојата интервенција, со тоа што очекувајте се разбира во наредните денови, години, па децении и векови, да не попуштиме во нашите барања за антидискриминација. Повели. Да, ја останува да им се заблагодарам на сите учесници што одвоиле време да учествуваат на ова. Се надевам корисна дискусија и од кои што ќе произлезат интересни анализи и текстови кои што ќе бидат објавени на нашите медиумски платформи за да се слушне дека нема ова што го зборувавме да остане во ова просторија, туку ќе биде пренесена и до тие кои што треба да ја слушнат нашето размислување, иако различно, што е добро за една демократија и кој што би требало вака да функционираат едни дебата без користење на говор на омраза, што за жал токму онако субвенционирање кој што се начина од пред се Артан Груби, на социјалните мрежи можевме да видиме како одеднаш етничката припадност почна да се користи говор на омраза, наместо да се даде некакво решение дека тоа што го кажува не е добро, туку напротив националистичките пораки беа изразени што за жал не би требало тоа да постои, туку да постои една ваква конструктивна дебата за да се извадат ставовите на маса и да има решение, а не да има само говор на омраза и предрасуди, ширење предрасуди, стереотипи пред се беа користени во тие говор на омраза. Ви благодарам уште еднаш, па се надевам дека во наредна прилика ќе имаме уште подобра дебата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.